Тргнав пред 8 века од Индија на екскурзија од која никогаш не се вратив. На тој пат изгубив се и таков стигнав до вас. Единствено што ми остана е чистата душа исполнета со љубов. Никогаш не кренав оружје за да го одбранам сопствениот интерес и сопствената слобода. Погрешно ли е тоа? Со овие зборови представници од Баирска светлина пред Битолската библиотека одржаа пресконференција револтирани од неодамна објавената книга Отеле ѓуптинот. Пред некој ден отворам Facebook и гледам промоција на книгата под наслов Отеле ѓуптинот, издадена од Благоја Николов. Помислете каков е тој парадокс. Дали е тоа истата земја која се стреми за влез во Европската Унија каде ќе се почитуваат човековите права и нема да е важна бојата на кожата, нација, конвезија. Велат сурово и дискриминирачки е живеење меѓу вас 100 години како соседи, а вие многу малку да не познавате. Меѓу нас има доктори, новинари и актери. Време е да се престане со предрасудите. Јас од почит спрема вашите години и од култура и воспитувањето кој ми го дале моите родители, ќе ве наречам господин, иако вие не го заслуживте тоа. Господине Благоја Николов, дали знаете кои сме ние? Ние сме роми. Револтирани од насловот и содржината на книгата, заради како што велат од Баирска светлина дискриминаторскиот акцент на една цела нација, ќе бараат институционално решение. Заедно со други невладини организации на ниво на Република Македонија, ќе поднесеме представка до Народниот правобранител и до комисијата за дискриминација, која што воедно како одговорна за вакви случаи треба да поведе постапка и ваквите автори да бидат казнувани. Другата страна не бевме во можност да ја прашаме за став. Во однос на реакциите изнесени од представници на ромската заедница, овдека во Националната установа Свети Климент Охридски во Битола го побаравме авторот на делото Отеле ѓуптинот, меѓутоа не известија дека бил на службен пат.